Слово 17. За нечувствителноста, тоест за умртвеноста на душата и смртта на умот пред смртта на телото. Нечувствителноста, без оглед телесна или духовна, е умртвено чувство кое по долготрајна болест и небрежност стасало до целосна тапост. Безчувствителноста е небрежност што преминала во навика и го заспала умот. Тоа е рожба на лошата навика, замка за ревноста, бесилка за храброста, непознавање на умилението, врата на ојачајанието, мајка на заборавот, кој пак од своја страна ја раѓа повторно својата мајка, и изоставање на стравот Божи. Безчувствителниот монах е безумен философ, учител кој што со своето учење се осудува самиот себе си, адвокат кој ја застапува спротивничката странка, слепец кој учи како да се гледа. Тој зборува за лечење на рана, а не престанува да ја чеша својата. Зборува против страстите, а не престанува да јаде штетна храна. Се моли против својата страст, а ето да ја задоволи. Се лути на самиот себе си и не се срами од своите зборови бедниот. Не правам добро, возвикнува и усредно продолжува со истиот грев. Со устата се моли против гревот, а со телото се бори за него. Мудрува за смртта, а живее како никогаш да нема да умре. Воздивнува заради разделбата со овој свет, а дреме како да е вечен. Расправа за воздржанието, а мисли само на тоа како да му угоди на стомакот. Чита за страшниот суд, а почнува да се смее. За суетата, а со самото читање храни собствената суета. На широко расправа за бдењето, а самиот веднаш тоне во сон. Ја фали молитвата, а бега од неа како од камшик. Го смета за блажено послушанието, а самиот прв е непослушен. Ги фали оние на кои што не им е значаено ништо земно, а самиот не престанува да се одмаздува и кара заради еден партал. Кога ќе се налути, станува огорчен, па заради своето огорчување повторно се лути и додавајќи пораз на пораз и не чувствува што прави. Кога ќе се најаде се кае, а малку подоцна повторно јаде. Го прославува молчењето, но го фали со многу говорливост. Учи на кроткост, а и при самото поучување често се гневи, па потоа повторно се гневи на своето огорчување. Ќе се отрезни, ќе воздивне климнувајќи со главата и пак им се подава на страстите. Смејата ја куди, а за плачот зборува смеејќи се. Се жали пред луѓето на своето славолюбие, а со тој прекор сака да стекне слава. Страстно гледа во женските лица, а зборува за целомудрие. Ги фали тихувателите живејќи во светот и не забележува дека со тоа самиот себе си се посрамува. Ги слави милостивите луѓе, а ги навредува просјаците. И се што прави, прави на своја осуда, а не сака да не речам дека не може да си дојде на себе си. Сум видел многумина такви луѓе кои плачаа слушајќи за смртта и страшниот суд. Но солзите уште не им се исушија, а брзо трчаа на трпеза. Се зачудив како таа господарка страмната страст, уцврстена со долготрајната безчувствителност, може да го победи и плачот. Според своите слаби сили, јас ги разголев лукавствата и белезите на оваа камена и жестока, огромна и луда страст. Немам намера имено многу да прикажувам за неа. Кој има способност во Господа, врз основа на своето лично искуство да стави на раната соодветен лек, нека не се стеснува да го стори тоа. Јас не се срамам да ја признам својата немоќ во врска со тоа, бидејќи и самиот сум силно обземен од оваа страст. Со своите собствени сили, јас не можев ни да ги сватам незините сплетки и лукавства, да не ја стигнев и запрев задржувајќи ја со принуда, и откако ја фрлив на маки, ја присилив да исповеда се што кажавме погоре,
камшикувајќи ја со страва од Господов и со непрестајна молитва. Затоа и рече оваа тиранка и злосторничка: луѓето што склучиле договор со мене гледаат во мртвите и се смеат. На молитва се наполно скаменети, студени и смрачени. Пред светата трпеза стојат без чувства и се причестуваат со причестниот дар како да јадат обичен леб. Се подобивам со луѓето што имаат потиснато покаяние. Од татко ми кој ме роди, научив да го убивам секое добро што се раѓа од храброста и богокопнежливоста. Јас сум мајка на смејата, хранителка на сонот, пријателка на ситоста. Поврзана сум со лажната побожност и не чувствувам никаква болка кога ме укоруваат. А јас скутриот, ужаснат од зборовите на оваа зверска страст, со желба да дознаам нешто повеќе за нејзиното потекло, ја прашав за името на нејзиниот родител. А таа: моето раѓање не е само едно. Моето зачнување е некако измешано и нејасно. Ситоста ми дава сила. Времето ми овозможува да никнам. Лошата навика ме утврдува. Кој има таква навика, никогаш нема да се ослободи од мене. Биди истраен во размислувањето за страшниот суд, во долгото бдеење, може би тогаш ќе те оставам малку мирен. Внимавај на причината на мојот настанок во тебе и бори се против него, зашто причината за тоа не е иста кај сите луѓе. Моли се често покрај гробови и насликај ја неизбришливо нивната слика во твоето срце. Зашто ако со моливот на постот него нацрташ тоа, нема да ме победиш никогаш.